Новогодишната бајка и годинава е истурена на тезгите кои во сосема поинаков аретис јај се наоѓаат на градскиот поштад во Кавадарци. Одовде голем дел од граѓаните се снабдуваат со потребните новогодишни реквизити за празнична бајка да создадат и во својот дом. Изобилуваат украсите, новогодишните сијалици, честитките. Кавадарчани сакаат да имаат убаво украсен дом, но ја забораваат традицијата на испраќање новогодишна честитка, велат езгаджиите. Ако некогаш со радост се чекаше поштарот, сега на него воопшто и не се помислува, бидејќи честитки се помалку се употребуваат. Многу слабо, за разлика од предходните години се трошеа повеќе, а оваа година многу слабо. Зошто мислите дека е така? Затоа што повеќе на интернет има повише честитки, само купуваат оние дечињата од прво до кај трето, четврто одделение. Мислите ли, еве, вие постојано за празниците сте тука на градскиот поштад, дека честитката ја има особено таа нели новогодишна радост и не може да ја замени неа SMS пораката? Да, мислам дека ја има нон-стоп, ама не се купуваат. Не е како од другите. Освен честитките, имате и најразлични новогодишни украси. Сакаат ли кавадарчани да украсуваат? Купуваат ли украси? Да, украсите се купуваат, а честитката полека изумира. Едно е сигурно, SMS пораката и електронската честитка ја заменија традиционалната новогодишна хартиена честитка. Искрените желби за здравје и берекет во новата година, кои некогаш се пишеа на новогодишната честитка, која и по недела дена ја очекувавме од поштарот, сега се упатува за само секунда, електронски или во SMS порака. Порака од било која драга личност секако ќе го згрее нашето срце, но истата многу подолго ќе трае ако се најде заедно со честитката меѓу украсите на новогодишната елка. Иако технологијата оди напред, а со неа и модерниот начин на честитање, не дозволувајте децата да заборават на традицијата. Една честитка не само што ќе им стопли срце, верувајте, искрено ќе ги израдува.